Мисаловски, рокот за поднесување амандмани за предлог законот за јавно обвинителство заврши. Вие не поднесовте амандмани. Нова рунда разговори е закажана за понеделник. Дали конечно може да се очекува приближување на позициите за ВМРО ДПМН на крајот да даде пас за овој закон? Благодарам на прашањето. Ние многу пати, јас лично го имам ова кажано, дека ни треба европски закон. Тој европски закон секако мора да се направи со дел од фелата, со експертите. И постојано ние велиме дека мора да се слушне нивното мислење. Еве, имавме шанса и тоа е добра шанса, ја поздравувам што ги слушнавме експертите што дадоа многу критики на овој закон. Затоа велиме, ајде сите заедно да го направиме овој закон и ние сме, се разбира, за да го поддржиме овој закон, но доколку се прифатат сите најголемиот дел на забелешки од фелат и од експертите. Нас ни треба закон за целата држава, за целото општество, не за политичките партии. Многу пати во минатото видовме дека се она што се правеше од раководството на СДСМ и од власта, дека е на кој начин да се гони ВМРО ДПМН и како да се монтираат некои случаи. Тоа не сме да се повтори, не сме да се оживее повторно СЈО, не сме истите луѓе повторно ги земаат истите бонуси, сето тоа повторно некако виткано да влезе во законот за јавно обвинителство. Но добро е што имаме јавни расправи и ние потикнуваме не само до СДСМ, до сите политички партии. Добро е што фелата го кажа своето мислење и најголемиот дел од тие забелешки, да, ајде да ги преточиме во законот и се разбира дека ВМРО ДПМН таков европски закон ќе поддржи. Власта најави дека се обидува и без вас да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието. Може ли да ви се случи повторно да бидете заобиколени како и при гласањето на уставните измени? Ако со ултиматум сакаат повторно и насила да донесат закони како што беше во минатото, тоа е одликата на СДСМ. Јас би повикал на разум. Не е целта да се донесе брзо плет закон каде што повторно ќе има политиканство. Они можеби на сила може да направат се, повторно да се договараат и така натака. Но експертите го кажаа своето мислење. Меѓународната заедница секако треба да ги слушне исто сите овие експерти, секако дека ќе ги поддржи, бидејќи нас не треба таков закон. Не треба закон не само за политичарите, не треба за сите оние предмети што граѓаните ги водат. И навистина има лавиринт во судството каде што секој еден е незадоволен од судството. Затоа внимателно треба со овој закон, не со репресија врз некои пратеници или слично да се донесат било какви измени на закон или да се донесе овој закон. Затоа законите се прават за граѓаните, законите се прават за секој еден, а не само за политичарите, а не камоли за партиите. Затоа со разум треба да се донесат добри закони, бидејќи така се гради држава, а не политиканство. Кога сме кај законите и оној за одбрана чека во собранието, власта ве повика да покажете одговорност, бидејќи се работи за закон кој е важен за нашето членство во НАТО, вие пак не прифаќате преименување на армијата. Постои ли некакво сценарио во кој што ВМРО ДПМН би го гласал законот за одбрана? Видете, ние во принцип сме ги кажале секогаш нашите ставови. Нашите ставови се познати и ние не може секој ден да менуваме принципи. Тоа е ВМРО ДПМН, тоа што ќе го каже во минатото мора да остане и сега. Ние знаете дека бевме против сите штетни последици од договорот, но и преминување на сите уставни категории во Република Македонија, сите институции што се смени и така натака. Ние остануваме посветени кон НАТО и кон Европската унија, но со разум и мора да седнат со ВМРО ДПМН секогаш на маса за секој еден закон за да биде прифатлив и заедно да го наоѓаме решението. Но повторно ќе повторам, ние сме против Преспанскиот договор, против штетните оние последици што произлегува од тој договор и затоа внимателност и принципите на ВМРО ДПМН секогаш ќе останат тие што ние ги кажуваме во изминатите години. А секако тука сме да седнеме на маса и да најдеме решение, но ние сме против промената на сите институции, апсолутно. Го споменавте Преспанскиот договор, вашата партија отворено кажува дека ако има двотретинско мнозинство ќе пристапи кон ревидирање на овој договор. Дали е ова обид да дојдете до повеќе гласови на изборите и во тој правец како ја толкувате изјавата на американската амбасадорка која побара граѓаните да не бидат доведувани во заблуда и бидејќи ваквите изјави не одат кон позитивна иднина за нашата земја? Токму така и ние принципите и нашите ставови не ги менуваме. Ние и во минатото кажавме многу работи кои што денеска повторно сме на истите ставови, како што велевме дека е штетен договорот, се уште велиме дека е штетен договорот, дека
идентитетот ни се погази, повторно исто тоа го кажуваме, и се она што претходно во изминатите години не случуваше, ние и денеска стоиме пред граѓаните, исто тоа го кажуваме. Ние ги кажуваме начините на кои може и треба да се направи тој чекор за веќе да се стави крај на сите овие погубни политики и се ова што се случуваше во правдата. Видете, ние на претседателските избори излеговме и кажавме дека правдата е погазена. Граѓаните знаат дека се ова што се случува во Република Македонија изминативе години е противуставно и штетно. Затоа не смее да дозволиме, поготово ние како ВМРО-ДПМН, како одговорна партија, си поигруваме со било кој национален интерес и секогаш ВМРО-ДПМН ќе остане браникот на националните интереси. А ние, како партија, јас лично секогаш ќе продолжам да се борам во секое време. Мисаловски, земјава веќе еден месец функционира со техничка влада во која што и вашата партија има функционери. Колку ова придонесува за на крајот да имаме фер, слободни, демократски и кредибилни избори? Благодарам на прашањето. Точно сите што чинители во моментално во владата, дали е таа техничка влада како што е сега, мора, повторувам, да си ги преземат сите чекори да имаме демократски и фер избори. Ние знаеме минатото што се случувало и затоа последниве избори беа такви како што ги видовме. Имаше многу подкуп, имаше многу терор врз гласачите и така натака. Затоа тоа не сме да се случува. Гледате, изминативе месеци има преку 6000 вработувања во институциите. Тоа е директен подкуп. Значи, членови на СДСМ, нивни симпатизери, директно се вработуваат. Зашто? Зашто им е премногу ветено, не е остварено и сега на некој начин бараат како повторно да им најдат некој начин да им се додворат за да гласаат за нив. Тоа не е исправно. Затоа ги повикувам сите министри од ВМРО-ДПМН, но и сите од владата да направат максимален напор да имаме фер избори, бидејќи тоа не е за политичарите, тоа е за граѓаните. Мисаловски, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на јавниот сервис.